Создавањето диви депонии со комунален и друг отпад, како и сврлањето градежен шут на недозволени места, особено покрај локалните патишта и канали, е сериозен проблем со кој се соочуваат сите општини и населени места во државата. Од Министерството за животна средина најавија дека е преземена иницијатива за формирање комунална полиција, која ќе ја контролира состојбата на терен и ќе ги санкционира прекршителите. Целта е да се спречи самоволното изфрлање на отпадот и загадувањето на животната средина со материи што тешко или долгорочно се разградуваат. Со тоа се создаваат и дополнителни проблеми при наводнувањето и одводнувањето или пак при елементарни непогоди и опасности од поплави. Според министерката за животна средина Каја Шукова, формирањето на комуналната полиција што ќе работи на терен треба да помогне превентивно, но и репресивно да се променат навиките кај населението во однос на зачувувањето на животната средина. Таа ќе може на лице место да ви изрекува казна, исто како да речеме што сообраќаен полицаец може да ви изрече казна за сообраќаен прекршок на лице место. Меѓутоа јас повеќе сакам подигнување на јавна средства отколку казнување. Мислам дека треба што повеќе, јас во своите интервјуи и во своите настапи секогаш потенцирам дека треба да почнеме да размислуваме поинаку. Не е проблемот дали државата ќе интервенира и ќе чисти, дали локалните самоуправи, односно преку јавните комунални претпријатија ќе го прават тоа постојано. Ама верувајте, во моментот сме дека не можат ни едните ни другите да постигнат колку што за жал генерираме отпад или народно кажано ѓубрево од државата. Јас постојано апелирам да почнеме да, особено кај речните текови, да не се фрла отпад, да не се фрла особено градежен шут, бидејќи еби да речеме кај каналите, па потоа имаме проблем со одводнувањето, па потоа имаме проблем со поплавите, бидејќи водите нема каде да се движат, да бидеме малце поодговорни. Создавањето диви депонии со изфрлање на отпадот на несоодветни локации во околината на населените места, па и во шумски и полски реони, е карактеристика и за Кочанскиот регион. Расфрланиот отпад на повеќе локации, освен естетскиот, има и еколошки ефект, со натрупување штетни материи во почвата и подземните води. Поради тоа, освен превентивата, очигледна е потребата на државата да преземе мерки и за санкционирање на лицата кои не ги почитуваат законските прописи. Одборот за мониторинг на Европската програма Урбакт 4 одобри 30 интегрирани мрежи за планирање акции во кои ќе учествуваат вкупно 252 организации, односно градови, региони и универзитети од 28 европски држави. Меѓу нив е и мрежата Beyond the Urban, што ја предводи Креачио, а во која е партнер и општина Кочани. Главната цел на Beyond the Urban мрежата е да развие акциски планови за мобилност помеѓу руралните области и урбаните центри на градовите и териториите учесници, а во кои ќе бидат вклучени локални актери од администрацијата, бизнисот, универзитетите и граѓаните. Beyond the Urban има за цел да ги истражува иновативните решенија во областа на одржливата мобилност. Мрежата обединува 10 европски општини и региони. Тие ќе соработуваат со цел да ја подобрат урбано-руралната мобилност преку тестирање и имплементација на одржливи, достапни и интегрирани решенија за мобилност. Фокусот ќе биде на интермодалноста, управувањето на повеќе нивоа, инклузија, родова еднаквост и дигитални алатки. Дополнително, проектот ќе овозможи финансирање на мали пилот акции за тестирање конкретни и иновативни решенија во регионот. Во оваа мрежа покрај општина Кочани влегуваат и областа Осона во Шпанија, како и градовите Брам во Франција, Букурешт, Романија, Храдец Кралове од Чешка, Мачико од Португалија, Санта Марија де Феира од Португалија, Саболч Унгарија, Тарту Естонија и Тревизо од Италија. Во период од 30 октомври до 1 ноември како дел од проектот се одржи и првата посета во Кочани на која присустваа представници од лидер партнерот и експертот на мрежата назначен од Урбан Акт програмата. За време на посетата тие се запознаа со раководството на нашата општина, но и со самите граѓани, односно со сите засегнати страни. Со тоа ја согледаа реалната состојба во општината, како и предизвиците со кои таа се соочува, но и примената на позитивните практики. Во текот на 2,5 години, колку што ќе трае соработката, се до декември 2025-та, овие партнери ќе разменуваат, ќе учат еден од друг, ќе ги развиваат своите вештини и ќе активираат сеопфатни акциски планови за соочување со нивните локални предизвици.
Општина Кочани објави конкурс за доделување на 30 стипендии на редовни студенти кои се жители на Кочани. Категории за доделување на стипендиите се 5 за лица од ромска етничка заедница и студенти кои се лица со попречености со ретки болести, 10 за студенти од социјално загрозени семејства, најмногу 5 за студенти запишани на факултетите за медицински науки, а останатите се за студенти кои постигнале висок успех во студирањето. Услови за доделување се лицата да бидат жители на општина Кочани, државјани на Републиката, редовни студенти запишани на студии од прв циклус, да немаат повторувано година во текот на студирањето, да не се корисници на стипендии или кредит од други институции или компании. Пријавите со документите за интересираните лица може да ги достават во едношалтерската канцеларија на општина Кочани, по пошта или преку електронската апликација М-заедница. Крајниот рок за поднесување на пријавите за стипендии е до 16 ноември. Подетални информации за конкурсот може да се пронајдат на официјалната веб страница на општина Кочани. В понеделник во 12 часот во просториите на библиотеката Искра официјално ќе биде отворено 17-тото издание на Сајмот на книга. Ќе учествуваат 13 издавачки куќи со различни жанрови за возрастни и деца. Установата ќе биде отворена за посета секој ден до 11 ноември во периодот од 10 до 18 часот. Сајмот почнува од 6 ноември, ќе трае до 11 ноември, од понеделник, почнувајќи, завршувајќи во сабота, секој ден ќе биде отворен од 10 до 18 часот. Да ги известиме граѓаните дека на Сајмот оваа година присуствуваат 13 издавачки куќи, меѓу најголемите и реномирани издавачи во нашата држава. Што значи, ќе имаме богата понуда за најмладата возраст, детска литература, и има сликовници, енциклопедии, литература од забавен карактер, лектирни изданија и така натаму. Ќе има нормално понуда од домашни автори, од странски автори и ќе бидат застапени разновидни жанрови. Апелирам до сите наши граѓани да го посетат Сајмот, ќе видат богата понуда од книги, ќе се запознаат со издавачката продукција на најголемите издавачи од нашата држава и се надевам секој по свој вкус ќе си одбере книга за себе или за своите најблиски. Годинава Сајмот на книгата ќе биде под мотото "Ајде да читаме и подаруваме книга". Целта е да се стави акцент на читањето и да се охрабрат помладите, пишаниот збор да биде нивно секојдневие. Читателската публика ќе има можност да ги разгледа и купи најновите книги од 13-те издавачки куќи. Третолигашот Слога 1934 од Виница доби нов стабилен спонзор, а тоа е бизнисменот Енес Уста, кој е сопственик и на фудбалскиот клуб Гостивар. Ваквата разрешница во клубот е резултат на неколку месечните преговори меѓу председателот на фудбалскиот клуб Слога Дејан Михајлов, членот на Советот на општина Виница Сашко Митев, градоначалникот Миле Петков и членовите на турската заедница од Виница. Во соопштението од фудбалскиот клуб Слога се наведува дека е договорена соработка со фудбалскиот клуб Гостивар со цел враќање на виничкиот клуб во втората македонска фудбалска лига. Во периодот што следува ќе бидат подготвени и подпишани сите потребни документи за што дополнително ќе бидете известени, како и за сите новости во клубот, стои во соопштението. По 6 одиграни надпревари во третата Лига Исток, екипата на Слога е на 4-то место на табелата со освоени 8 бода. Следното коло фудбалерите од фудбалскиот клуб Слога 1934 ќе гостуваат во Струмица, а силите ќе ги одмерат со последно пласираната екипа на фудбалскиот клуб Тиверија.